Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. 6 лица се здобиле со повреди во сообраќање на несреќа во која се преврате автобус на влезот во Кочани. Несреќата се случила кај кружниот тек кај хотелот Национал, а увидот на полицијата треба да даде одговор за околностите во кои се случила несреќата. Тони Ајтевски ги има деталите. Попладнето околу 15 часот на влезот на Кочани кај хотелот Национал се преврате автобус и заврши во отворот покрај железничката пруга. Според првичните информации, повредени се 6 лица и итно се префрлени во општата болница во Кочани. Дел од нив се здобиле со исеченици, а една патничка има искрашеница на ребро. Автобусот возел на релацијата Штип-Кочани и во моментот на несреќата немало поголем број патници. Неофицијално, возачот на автобусот се обидел да избегне возило што му го попречило движењето, пошто поради влажниот коловоз излетал од патот. Увид во несреќата направи истражен судија, а сообраќајната полиција ги пропушташе возилата наизменично. Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој обезбеди близу 280.000 евра за изградба на фекална канализацијска мрежа во селото Бања. Изградбата е веќе започната и според директорот на агенцијата Бабовски се очекува градежните работи да се комплетираат за една година. Со средства во висина од близу 17 милиони денари, што ги обезбеди Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, во селото Бања почна изградбата на основен колектор и детална канализацијска мрежа за отпадни фекални води. Според проектот, вкупната должина на системот е околу 5000 метри, на кои ќе има поединечни приклучоци за 60 домакинства, кои подоцна ќе бидат поврзани на пречистителната станица за отпадни води кај Спанчево. Со ова решаваме проблем на отпадна фекална вода на преку 300 жители на селото Бања, кои за прв пат добиваат нормална по проект фекална канализација. Со тоа ги подобруваме условите за живот во ова населено место, а исто така придонесуваме и кон заштитата на животната средина. Мислиме дека е добра поддршка на овој дел од државата, каде што преку програмата за рурален развој обезбедуваме рамномерен регионален развој, а се со една цел младите луѓе да ни останат во државата. Тука гледаме дека има одлични можности да развиваат своји семејни бизниси. Рокот зависи од инвеститорот, односно зависи од самиот изведувач. Имаме, во договорите во рок од година дена, меѓутоа ние сме спремни и очекуваме сите општини овие активности да ги завршат во пократок рок, со тоа ќе оди побрзо и исплатата према економските оператори, а што е најбитно, поволностите ќе ги оседат граѓаните. Недостигот од фекална канализација беше главен комунален проблем за жителите на Бања, со оглед што тоа од поодамна е приклучено на градскиот водовод од Кочани, па водоснабдувањето беше решено. Со изградбата на канализацијата се создаваат потенцијални услови за заживување на банскиот туризам, бидејќи веќе има заинтересирани инвеститори за рехабилитација на банскиот капацитет. Паралелно со изградбата на фекалната канализација, наскоро ќе почне и реконструкција на јавните чешми со партерно уредување во селата Бања, Борилчево, Соколарци, Спанчево и Теранци. За оваа инвестиција, преку Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, обезбедени се над 1 милион денари. Со измената на годишниот план за јавни набавки, општина Кочани предвидува изработка на технички проекти и неколку инфраструктурни инвестиции, пред се во сообраќајот и комуналното уредување. Еден од нив е и решавањето на сообраќајните крстосници на булеварот Тодосија Паунов со изградба на неколку кружни текови. Предложената измена на годишниот план за јавни набавки на општина Кочани опфаќа неколку точки за десетина вложување во јавните услуги, изградба на комунални објекти и инвестирање во инфраструктурата. Меѓу другото, предвидена е пренамена или обезбедување средства за изработка на технички проект за сообраќајно доуредување на булеварот Тодосија Паунов со изградба на 4 до 5 кружни текови. За подготовка на сообраќајниот проект се очекува да се потрошат околу 80.000 денари, при што во најкраток рок треба да почне да се бара проектант, кој ќе биде задолжен планот да го изготви до крајот на годината. Со изградбата на кружни текови на местата каде што има поголеми раскрсници на една од главните сообраќајници во Кочани,
Треба да се подобри незината пропусна моќ, односно поефикасно да се искористи капацитетот за поголем број моторни возила, а истовремено да се овозможи и поголема безбедност во сообраќајот. Со оглед што се работи за нацрт идеја, од општината нема точни насоки на кои позиции се планира да се градат кружните текови, туку таа задача му се препушта на проектантот. Идејата на ваков начин да се решаваат сообраќајните прашања не е нова, но сега почнува постапка за нејзина практична реализација. Уште пред 5 години од општинската администрација беше констатирано дека регулирањето на сообраќајот со поставување семафори се покажало како неефикасно и финансиски неисплатливо поради потребата за нивно одржување. Затоа се најавуваше изградба на кружни текови на крстосниците каде има најголема фреквенција на возила. Таков е случајот со крстосницата кај автобуската станица, кај шумското стопанство, на крстосницата кон населбата Усова чешма, кон поранешна Дневна нега и уште неколку. Во градот има вкупно 5 крстосници на кои пред 15 на години беа поставени семафори, а подолг период на ниедно од нив тие не се во функција. Искуствата од другите градови покажуваат дека кружните текови се најсоодветно и најекономично решение за улиците на кои има најголема фреквенција на возила. 100% слепите лица од Кочани се жалат на деградација и отфрлање од страна на одговорните во меѓуопштинското здружение на слепи и слабовидни лица во Кочани. Тие велат дека не им се пружаат сите бенефиции кои им следуваат од Сојузот на слепи на Македонија. Одговорните од здруженијето пак во Кочани негираат. Велат дека грижата се насочува токму кон 100% слепите луѓе. Да се води поголема грижа за слепите лица, а не само за слабовидните, и тие да ги користат сите бенефиции и услуги што ги дава Сојузот на слепите на Македонија. Бараат слепите лица, членови на меѓуопштинското здружение во Кочани. Тие се жалат од одговорните на меѓуопштинското здружение во Кочани дека предност им пружат повеќе на слабовидните лица и дека тие ги користат сите бенефиции повеќе отколку 100% слепите луѓе. Формирале тој извршен одбор и они тука веќе навлего се закоравија скоро 19 години. И сега тука гледаме дека заостанават сите грижи за слепото лице, па чак дори и манипулират со нив. Јас сега не можам да кажам за сите манипулации, али сакам да кажам дека овдека треба да се формира, да кажеме, ова каче тука наше. После 3 го заклучуват. Зошто? Треба тука се отвори да кажем, имаме млади членови, што жално е што има млади, ама кога веќе постојат слепи лица, они као млади треба сега да дојдат да тај технолошки развој што го има овде, да кажеме во времето што нели нови телефони, нови компјутери така натака, значи ние треба тука да правиме проекти, младите да прават проекти така да си го леснеме животот и така натака. Они прво предимство имат, значи и слабовидните. Значи прво они си ги гледат, бенефитите ги користат, добиват сати нашите. 100% слепите добива репетитори, некои редуктори, да кажеме, и други помагала, прво они ги користат, а нашите бенефити што треба да користат, на некој начин нема доволно и слепото лице е отфрлено. Врз нас 100% слепите лица од нивна страна се спроведуваат многу големи незаконски, нелегални и противстатутарни одлуки кои што самоволно, доброволно, на воопшто незаконски начин си ги донесуваат и си ги спроведуваат, а ние 100% слепите лица сме тотално отфрлени и сврлени на улица и дури немаме право да присуствуваме на ниедна од активностите во Здруженијето на слепи лица. Ова го негираат одговорните во Здруженијето. Тие го велат спротивното, односно дека на слепите лица им се пружаат сите бенефиции кои ги следуваат преку Здруженијето и многу повеќе, посебно на двајцата кои зборуваат пред камерите. Тука Кардаковски Станкоше 2003 година, 2004 направи тука голем проблем. Уздружението 30 члена се подпишаа за и го расчиниме, Станко го расчиниме. И јас зема сега, овие 2 години назад, викам да не биде како Станко отстранет од дома, земах ја направих прекршок према сите и го вратив назад па во членство во здружение. Пошто е сегнем поканет, дека секоја манифестација дека се одржала здружението, што има годината имаме си програма, работиме по програма и сегден е викан Станко. Ама гледаме дека Станко паја се враќа на истите ниво и Станко не е ников член во здружение. И столе се што се добиваше
помагала за Сдруженијето за слепите луѓе, прв столе ќе ги добие. Дали ќе биде саат, дали ќе биде апарат за притисок, дали ќе биде апарат за шикер. Сите, најпрво он ги добива столе како член. Од следната година, кога и ќе истече мандатот на председателот на меѓуопштинското здружение Гогов, од лани има измена во Законот за раководни лица на Здруженија на слепи, по кој што председателот треба да е лице кое е 100% слепо, а не слабовидно лице како што беше досега. Инаку на 15 октомври слепите лица од Кочаник имаат активност во Благоевград по повод одбележување на меѓународниот ден на белиот стап, а на 13 ноември ќе учествуваат во турнир во шах во Скопје по повод ослободување на градот. 8 граѓани од Кочани, Штип и Свети Никола измамени при купување на дрва. Од полицијата апелираат на поголема предпазливост, особено ова важи и за постарите лица, кои што најчесто се жртви на измами од ваков тип. Начинот на измама сторителите го вршат со доаѓање во домот на постари лица, при што ги доведуваат во заблуда со лажно прикажување на факти дека продаваат огревни дрва. Ги наведуваат да им ги платат дрвата под изговор дека камионот со дрва е во близина и дека дрвата ќе им бидат донесени, ги земаат парите и заминуваат. Има и такви случаи кога непознато лице го повикува оштетеното лице да појдат заедно да ги видат дрвата и откако доаѓаат на одредено место, непознатото лице му вели на купувачот да почека да пристигне камионот, а тој се враќа во неговиот дом и кажува на сопругата дека се согласиле, ги зема парите и заминува. Од полицијата апелираат до граѓаните сите сомнителни случаи да ги пријават на бесплатниот телефонски број 192. Промоции на книги, Балканска поетска средба, Недела на детето и натпреварот Млади библиотекари. Се настаните и активностите кои во месец октомври ќе се одржат во библиотеката Искра во Кочани. Некои од нив се дел од настаните на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз. Крајот на септември и месец октомври се месеци во кои библиотеката Искра подготвува голем број активности и настани за публиката. Промоции на книги, надпреварот Млади библиотекари, но и познатата Балканска поетска средба, што ќе се одржи на 4 октомври во 18 часот. Ќе присуствуваат поети покрај од нашата држава, ќе учествуваат поети и од Бугарија, Србија и Црна Гора. Веќе сме при крај со завршување на листата на учесници на поети. Со исклучок чекаме потврда од поетите од Бугарија, значи од Црна Гора веќе ги знаеме имињата, ги знаеме од државата, знаеме од Црна Гора. Чекаме денеска да се потврдат од Бугарија. Настанот ќе биде одржан во 18 часот. Веројатно ќе бидат во просториите на библиотеката, под услов, доколку времето ни дозволува, значи настанот ќе го држиме надвор, значи во бавчата на библиотеката. Претходниот ден, значи на 3 во 12 часот, исто така како дел од манифестацијата, културно-стопанската манифестација Денови на Кочанскиот ориз, во 12 часот ќе промовираме 4 книги, ставени под наслов Запишано фолклорно богатство од Кратовско. Автор е магистар Драган Георгиевски, кустосоветник во музеј Кратов. Тоа се интересни книги, финансирани од страната на Министерството за култура за 2019 година, во кои ги и за двата настана ги покануваме кочанската јавност, значи да проследат да видат за што станува збор. Библиотеката, како и секоја година, така и оваа ќе се вклучи во одбележување на Неделата на детето со активности кои ќе започнат на 7 октомври. Ќе биде организирана работилница со децата од детската градинка Павлина Велјанова, а по тоа ќе следува и изложба на делата изработени од страна на децата учесници во работилницата. И на крајот на октомври, односно на 28 во просториите на библиотеката, ќе се одржи општинскиот надпревар Млади библиотекари, на кој ќе учествуваат ученици од основните училишта од Кочани. Следува информацијата од спортот. Ракометната екипа на Младинец од Кочани ја оствари првата победа во првенството на Пионерската ракометна лига. Младите ракометари во првото коло беа поуспешни од своите врсници од Штип.
Прва победа забележаа ракометарите на кочанскиот клуб Младинец во настапите во Пионерската ракометна лига, што ја организира Ракометната федерација на Македонија. Првото коло од првенството тие го одиграа на домашен терен, при што се сретнаа со тимот на Текстилец од Штип и го совладаа убедливо со 21:16. Надмокиноста на нашите ракометари беше забележлива уште на полувремето, кога тие водеа со 9:5. До крајот на надпреворот таквата разлика постојано ја одржуваа, што им ги донесе и првите бодови. На надпреворот против Штипјани сите играчи од тимот на Младинец добија шанса за настап и дадоа свој придонес во победата. Задоволството на тренерот Филипов од прикажаната игра е големо, при што тој истакна дека само пред една недела екипата почнала со тренинзи во сала, а по стекнувањето на потребната рутина и кондиција, очекува во натамошните надпревари неговите момчиња да продолжат со добрите настапи. Со освоените 3 бода нашите млади ракометари во моментот го делат првото место на табелата со нивните врсници од Младост од Богданци. Во следното коло тие ќе гостуваат во Велес против екипата на Бисинов Вардар. Почитувани, современската прогноза ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Останете понатаму со нашата програма. Довидување.